Вкупно 43 семејства од социјално ранливите категории од Кочани ги добија становите во новата социјална зграда, чиј инвеститор беше акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. Објектот, вреден околу 54 милиони денари, е лоциран во местноста Драчевик и располага со 1620 квадратни метри корисна површина, со два типа станови од 35 и 45 квадратни метри. На примопредавањето на клучевите од новите станови присуствуваа градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев и директорот на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор Петар Шапе. При тоа беше најавена изградба на уште еден ваков објект. Веќе сме во постапка и за уште една зграда. Убаво е тоа што Министерството за транспорт и врски смогна сили да ја заврши целата постапка за доделување на станови на социјално загрозените луѓе. Нека не очајуваат тие што не добиле во оваа прилика. Следува уште една зграда со 34 стана. Како што кажа градоначалникот, ние разговаравме претходно, во наредната година се планира да започне изградбата на толкава зграда, ќе биде негде година и пол, така да тоа не е голем период, голем рок, за да може да се заврши и пак да присуствуваме на еден ваков убав настан. Акционерското друштво за стопанисување на стамбен и деловен простор во соработка со Министерството за труд и социјала и Министерството за транспорт и врски, дека размислува на нив и има кој да се грижи и во иднина ќе градиме нови станови каде што ќе им излеземе на нивните потреби и нивните желби за конечен кров на главата ќе бидат решени. Така да денеска ќе искористиме приликата заедно со градоначалникот и моите колеги да ги поделиме клучевите и денеска да си влезат и среќно да си живеат во нивните домови. Градоначалникот Илиев изрази подготвеност локалната самоуправа на Кочани да помогне со свое учество при изградбата на новата социјална зграда. Локалната самоуправа има учествувано во делот на земјиштето и секако уредување на овој простор во инфраструктурниот дел. Исто така, ние како локална самоуправа сме подготвени да понудиме и понатаму соработка на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор во секој сегмент, се со цел да дојдеме до што е можно повеќе вакви станови и да на луѓето на кои им се потребни ги добијат овие неопходни услови за живење. Задоволни од распределбата на становите беа и граѓаните кои на овој начин конечно го решаваат стамбеното прашање. 20 години во Кочани живеам под кирија сум. Значи не имам ништо свое. Да, и сум радосна. Имам синче 20 години и сум пресрекна. Градоначалникот Илиев најави дека во непосредна близина на социјалната зграда наскоро ќе почне да се гради и новата детска градинка, а жителите од овој дел на градот ќе добијат и ново детско игралиште. Инаку распределбата на становите во новата социјална зграда е по претходно објавен оглас согласно програмата за лица во социјален ризик, а беше направена од страна на стручна комисија од Министерството за труд и социјална политика и за транспорт и врски.